Дегол, Тито, кој? Тој Дегол, најде да не го коментира. Не беше ништо посебно. Но ај. Толку ли сте глупи да му еба мајката? Вчера ви зборев за тоа. И ја терате пак истата приказна. Он ке презел одговорност по цена на неговата политичка кариера, ама ке ги спровел уставните измени. Храбро, одважно, како што му доликува на ослободител. Чиф ослободител, докторе. Ке им ослободиш простор на бугарите полесно да ни ебат мајката. Полесно да ни го одземат животниот простор тука. Полесно утре да отвараат бугарски универзитети. Да се веат овде бугарски знамења, да славиме бугарски празници, да славиме празникот на Сан Стефанска Бугарија. Од така ќе ги ослободиш. Ќе им го ослободиш патот полесно да го направат тоа, пошто си ослободител очигледно. Fucking unbelievable. Fucking unbelievable. Како бе човек да не бе плеска по гзето? Како да не бе плеска? Некој ми викаат, не удирај мртов германец. Море ќе го шинам од мање. Шо ако е мртов? Нека биде 100 пати, уште 100 пати ќе го умртвам ако треба. Пошто е више абсурд. Абсурд. И нека биде поука за сите оние кои што го гледаат ова видео, докај што ќе стигне ова видео, обраќање мое. Никогаш повеќе да не помислат да го дадат гласот за Социјалдемократскиот сојуз. Очигледно, крушата под круша паѓа. Подалеку од ово ни нема да отидат. Не знам како, не знам кога, веројатно постои период во поблиската историја на таа партија, кај што се изродија, кај што се испајпузија, кај што се бугаризираа. Не знам кој е тој момент. А знам дека позадината на сето тоа е чист конформизам ради стекнување на финансиски средства, тоа е за лично богатење. Корист. Пари, политичка моќ. Комбинација топ. За таа комбинација се спремни да направат секаква отстапка. Секое предавство за нив има смисла, доколку се доберат до пари, тоест до политичка моќ и пари. Или обратно, ако сакате. Страшно. Страшно. Еј, само замислете таа слика во глава. Секој од вас, замислете дека сте лидер на Социјалдемократскиот сојуз и давате изјава, на која изјава ве пизни цела Македонија, цел македонски народ плука по вас, само бугарашки немалумници викаат браво. Ова е идниот европски државник. Вака треба да изгледа секој македонски бугарин, нивната кованица, што ќе владее со Македонија. Вакви луѓе нас ни требаат. Вакви ослободители ни требаат. Со вакви ослободители нас не ни треба армија, не ни треба логистика, портали, пропаганда да ја освоиме Македонија. Вакви само ни треба да ги вратиме на власт. Како Докторов, нема проблем. Он сам спасе све ќе си направи. Ние со прст нема да мрднеме. Какви шупаци. Не, се обидувам и вчера за слично ми беше постов на слична тема, се обидувам да најдам логика некоја. Некој најмал заеднички содржател. Не ми успева, тоа е толку нелогично. Толку е апла предавнички. Што просто од друга страна ме зачуда тоа немање на чувство на срам, немање на однос. Што изјавувам? Неслушање на оно што го изјавувам, каде го изјавувам, во кој контекст го изјавувам, какви ќе бидат последиците на мојата изјава. Дали може нема да предизвикам омраза кај македонскиот народ? Дали нема самиот да се изложам на омраза по медиумите, на лоши критики, лоши коментари? Дали нема да изложам така на срами мојата фамилија, моите деца, кој шутре ќе ги сретне некој на улица ќе ми рече татко ти е предавник, бугараш, пичке си матрине.
жигосуе, како да ви кажам, такви изјави на некој начин ти ја жигосуваат целата твоја околина, сите блиски што ти се ги жигосуваат. Не одел на Алфа додека не ослободел. А новинарка му вика, дојди бе, дојди. Елате, дојди на Алфа, покана ќе е отворена покана. Кога сакаш, у која емисија сакаш, колку време сакаш, дојди, само дојди. Не вика. Додека не ве ослободам, не ви доаѓам. Аха. Демек треба и да го молат уште. Да го молат да ги ослободи. Попрво да ги ослободи, па за да го стока нив. Тоа е прво некултурно. Од позиција на лидер на партија, опозицијска, да одбиваш покана на новинар, да гостуваш во емисија, да ги изложиш своите политички ставови, политичар, лидер на партија опозицијска, кој што искрено верува во своите политички ставови, не се плаши да излезе јавно, дури и на најнепријателска телевизија, да ги каже своите ставови, да се соочи со новинарот. Да каже, јас ова го мислам вака, ќе има уставни измени заради ова и ова и ова, јавно, цела Македонија да го види. Да видиме. Не. Додека не ослободел, ние нема да го видиме на Алфа. Каква штета ќе биде тоа? Штета. Него не знам бе, никој не го праша овој Венко и еве ја ќе го прашам. И ти беше меѓу оние 210 бугараши што гласаа на избориве во Бугарија? А? Не, стварно ме заинтересира како прашања. Никој не ти го поставува прашањето. Многу логично се наметна после вакви изјави и после ваква моćна поддршка што ја добиваш од малумни бугараши. Тамо што водат некои фондации. Фасцинантно. Никој да не те праша, да не беше и ти да гласаш бе тамо за Радев или против Радев на избори во Бугарија. 210 луѓе, пичко матер, бројка. Бројка сериозна. Ја ви викам, уште еден апел до сите оние кои што имаат извадено бугарски пасоши, а ги извадиле така речи принудно, што ја не го оправдувам, но ајде принудно, ради економски причини. Вратете им ги пасошите на тие ѓубриња. Ке ви седат на глава, ке очекуваат од вас да одработите кога тогаш. Немојте да бидете наивни и глупи. Може ке ви успева од почеток да се држите под радарот, после нема да ви успее. Ке бараат од вас вратка. Не се даваат туку така тие пасоши. Подразбираат со работка. Особено ако си јавна личност. Кон мене бугарашот што ми понуди пред неколку, не знам колку беше време, не многу одамна, у телевизија кај што гостував. Доеш ти кај мене доле у Струмица, ја тебе стендапи си ги ти организирам пари, она. Викам, вака мислевте да ме купите, викам? Со хонорариот, стендапи, вака тоа му го кажав, имаше сведоци таму. Пред да влеземе у студио. Стварно, вака планирам. Викам, убаво тоа. Не, бе, сега, немој сега така. Зошто? Па Мера, па јас сум те гледал и порано. Мерак ми е, знаеш, гостол у Струмица и порано, знаеш. А што мислите, како и да ти работи? А ако може да те придобие? Па појма немам, го правеле тој порано. Има примери за други. Филјан, што не се македонци. Уште у времето на многу одамна. Ајде, месец дена, бирај хотел, на Златни пјасци, месец дена имаш платено. Кој плаќа? Имаш платено, не е битно кој плаќа. Месец дена. Имате обезбедено и студиски престој, ако се работи за професор некој, познат. 3 месеци на усовршување во Париз, во Марис, во Германија, во пичке си материна, во Америка. Ете ви ги тие 210 македонци кои што гласале на изборите у Бугарија, кои што вие бугарашкиве портали ги сликаат. Замислете, со се децата ги сликаат. Замислете каква е тоа злоупотреба на деца во политички, цели еден таков бугарашки портал. Пропагандно гласило на шовинистичка Бугарија. Ги сликаат тие, замислете какво понижување е тоа за тој бугарашот, што си го сменил родот, што се пишал бугарин, што зел пасош, што отишол да гласа, го натерале да гласа на избори у Бугарија, сликан со детето негово. Насмеан.
Толку се идиоти што не сваќаат дека ги се понижуваат со тоа, или сваќаат ама ги боли патка. Прва прилика. Земете си какво сакате државјанство, кај да се наоѓате. Италија, Шведска, Швајцарија, Америка, Германија, пичке си матери. Вратете им го пасошот на бугарите. Немојте да се доведете у ситуација да се понижите и себе утре, и децата своји, и целиот свој народ, и цела не знам што. Оној кој си го продал, си ја продал својата фамилија за корист финансиска, економска, како сакате кажете. Се губи, се продава и самиот себе. Тој се губи и самиот себе, ја губи и целата своја фамилија. Губи се. Кога тогаш? Цената за тоа ќе ви пристигне во инбокс. Мислите дека све е така? Дека ќе помине ќутенката, никој нема да знае, дека од тоа нема да кркате пенали, нема да го платите цехот, многу се лажете. И уште една најдобронамерна покана. Аз знам, работат луѓето ревносно од безбедносните служби од АНБ. Знам дека ревносно работат. Уште еден апел мој, без скрупули, без двоумење, затворете ги сите бугарашки медиуми и портали во Македонија. Пошто тоа не се никакви новинарски портали кај што се слушаат двете вистини, тоа се бугарашки, тоа е пропагандни гласила на бугарската шовинистичка власт. Толку од мене. Докторе, кој ќе имам запек, не знам дали важи пошто си ослободител да дојам да ме... Не, грешно е тоа што го кажав, леле, грешно. Како би ме ослободил од запек, сам си го начукав се. Не ти дам да ме... Ако треба, поголема нема да идам 2 месеци, тебе да ме ослободиш од запек, не те викам. Чао.